Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска одвојуваме простор за спортот и образованието, бидејќи ќе стане збор за Спортската академија за фудбал, која што функционира повеќе од 10 години во гимназијата Мирче Ацев. Со мене тука во студиото се Тони Наумовски, поранешен фудбалер, легенда на македонскиот и на прилепскиот фудбал, и Менде Петлески, професор во гимназијата Мирче Ацев и вклучен директно во образовниот процес во Спортската академија, односно паралелката за фудбал. Јас би сакала повеќе да говориме околу тоа како функционира оваа паралелка, каков е интересот за запишување, на каков начин ќе се врши уписот во паралелката, од каде се можат да дојдат деца во оваа паралелка во гимназијата Мирче Ацев и што потоа од кога ќе заврши тој образовен процес од 4 години во гимназијата Мирче Ацев. Најпрво ви посакувам добре ни дојдовте во студиото. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме и поздрав до вашите слушатели. Благодарам. И нешто што може да се забележи на социјалните мрежи е дека веќе вие најавувате кога ќе биде практично тестирањето или селектирањето за упис во паралелката за фудбал. Тоа е, колку што можам да забележам, 11 мај и тоа ќе биде во Прилеп. Дали тоа значи дека само на едно место од повеќе општини ќе биде тука практично запишувањето, односно селекцијата на оние кои што ќе изразат желба за да се запишат во оваа паралелка? Спортската паралелка за фудбал, која е во склоп на Македонија, во овие паралелки се формирани во повеќе градови, значи Битола, Прилеп, Велес, Скопје, Тетово, Струмица и Гостивар. Прилеп го опфаќа регионот со соседните градови, значи Кавадарци, Неготино, Македонски Брод и Крушево. Како и секоја година, овој период мај месец е период каде што се врши селектирање за упис во новата учебна година. Ова е веќе 13-та поред уписна година и исто и ова година се офатени овие центри, овие градови. Селекцијата е секоја година е во нашиот град, за овој регион и за другите региони во нивните градови. Во оваа година е, како што кажавте вие, на 11 мај, тоа е во понеделник, во 17:30 часот на теренот со вештачка трева. Ние сме спремни и во овој месец работевме на тоа да ги запознаеме сите школи, сите основни училишта до 9-то, за тоа че кажи професорот Менде, беа посетени скоро сите училишта и прво ние правиме некој избор, а потоа е изборот на стадионот со вештачка трева, каде што од Фудбалска федерација, значи идат луѓе кои што се тренери или селектори во репрезентацијата на Македонија, некаде околу 5 или 6 зависне, и изборот е нивни, тие ги избираат тие деца и после тоа следи уписот во јуни, кога е јуни, јули или август се врши упис и почнуваме од наредната година. Ова, значи, Државното спортско училиште, тоа значи кратенката, нели, за Спортската академија, формирана во 2015 година, чинам, беше со цел да им се овозможи на талентираните спортисти од повеќе гранки, од повеќе спортови, да можат да продолжат паралелно со тоа што ќе бидат образувани во средните училишта со дисперзираните, нели, паралелки, како што е и ова во Прилеп. Кажете ни нешто повеќе околу тоа, што значи да се има дисперзирана паралелка во одредено средно училиште, кое што ќе работи исклучиво за одреден спорт? Како што кажавте и вие, нашето училиште се вика Државно средно училиште Спортска академија Скопје. Ние, како училиште, главното седиште ни е во Скопје и имаме дисперзирани паралелки низ цела Македонија, тоест во 8 градови. Во нашиот град, дисперзираната паралелка е сместена во Средното општинско училиште, гимназија Мирче Ацев,
и таму се изведуваат сите наставни програми и планови од наставниот кадар на училиштето гимназија Емир Чацев и специјализираните предмети, стручни предмети да ги речем, што ги водиме ние професорите по спорт. Што добиваат посебно? Нашето училиште, децата добиваат образование, гимназиско образование, пред се, значи можат да завршат, нивната струка се води гимназиско образование, насока фудбал. Значи, со завршувањето, после завршувањето, нашите деца полагаат и матура и може да се запишат на кој сака факултет во државава. Добиваат гимназиско образование и секој ден нашите деца учат на училиште и напоредно тренираат секој ден на стадионот со вештачка трева. Значи, за да бидеш еден ученик, за да се биде еден ученик во нашето училиште, мора да има добра дисциплина, да се учи, значи квалитетно, со образован кадар од гимназијата, како што кажав, и напоредно да се тренира со стручни лица кои што се да речам тренери нострифицирани од УЕФА лигата, кои што ќе работа со тие деца. Значи, практично ова стручно дообразување е дополнително, а ќе има гимназиско образование. Да, си има гимназиско образование, насока фудбал, како што кажавме. И децата, како што кажав, секој ден учат и тренираат заедно и се одбрани деца. Значи, не секој дете може да се запише во училиште, сепак нашите деца се талентирани деца за фудбал, кои што треба да го познава фудбал и претходно да бидат во некои клубови, кај што ги направиле првите чекори во спортот, во фудбалот конкретно, а после да се обучуваат со нашите специјализирани тренери. Прашање до Тони Наумовски во однос на тоа колку се талентирани, дали има предуслови кои што треба да ги исполнуваат децата со оглед на возраста, треба ли да членуваат во одредени фудбалски клубови, како тоа го прикажуваат или се прави тоа чисто на денот на селекција кога стручни лица, фудбалери и оние кои што се во Фудбалската федерација на Македонија со одредени нострифицирани дипломи, дека тие ќе го направат изборот на децата што ќе продолжат понатаму. Прво, значи што се формираше ова академија, прво и основно беше за тренерите да имаат или А или Б лиценца. Тоа е од УЕФА. Значи без таа А и Б лиценца не можеш да бидеш тренер во оваа академија. Тоа е први услов за стручниот штаб, тренерите кои што се во моментално ние сме сите тројца со А лиценца, додека тренерот на голманите Кеваковски мислам дека со про лиценца. Значи тоа е први услов. За децата условот е исто така, прво ја вршиме ние селекцијата како тренери од градов, бидејќи ги познаваме сите деца во градов и веќе имаме некоја представа кој е квалитетно дете. Втор услов е децата да членуваат во клубови каде што и настапуваат. Ретко се случува да некој дете запишеме и после тоа има и такви ситуации кај што гледаме во некој дете дека е талент, а нема клуб, па кај нас тренира 6 месеци и после тоа ние го пуштаме или во Победа или во друг клуб каде што може да настапува. Значи децата мора да имат клубови и таква е и целта на оваа академија, ние да ствараме фудбалери. И во тој период тие си тренираат со нас и паралелно настапуваат за клубовите каде што се регистрирани. Значи од децата од Неготино, од Кавадарци, од Брод, сите кои што беа запишани кај нас во школата или настапуваја за Вардар, Неготино, Тиквеш, Македонски Брод или па идеја во академија и после тоа се регистрираа за Победа. Имаме многу случаеви каде што наши деца од академија од Неготино, Кавадарци настапуваа за фудбалскиот клуб Победа. Во прво време имаме многу добра соработка со Победа, после тоа се случија некои работи и таа соработка многу падна на ниско ниво и еве се гледа докај дојде клуба Победа во тој период. Значи, после таа селекција наша на тие деца, следи селекцијата од Фудбалска федерација, каде што кажав, доаѓаат селектори и тренери во таа
академија во Скопје, се врши селекција и тоа е услово. Значи услово е мора да настапуваат за клуб и да бидат талентирани деца за фудбал. Да проговориме за условите за работа. За образовниот процес е многу јасно дека гимназијата има услови, но во однос на тој дел за тренинзи, како се одвива тој дел, каде се вршат тренинзите понатаму, на каков начин, има ли одредени денови, имате ли соработка, еве и дополнително прашање со останатите дисперзирани паралелки низ Македонија кога станува збор за фудбал? Да, значи условите за тренинзи се навистина добри со оглед на тоа што Прилеп што располага со спортски терени. Работиме на стадионот со вештачка трева и тренинзите се одвиваат значи во зависност од учениците кои што посетуваат настава, значи едни предпладне, други попладне. И тие што учат попладне, имаме тренинг предпладне и обратно. Значи тренираме до четврток, петок е слободен ден, бидејќи сите тие деца кои што учат во оваа академија и тренираат, настапуваат за клубови, петок му е даден ден за да си одат со своите екипи пред настапот сабота и недела. Сето тоа ни е координирано со сите. Имаме соработка со сите академии, организирани пријателски надпревари и од сите спортски академии досега се излезени многу фудбалери кои што настапуваат во прва лига, во втора лига. Да споменеме некој од нив? Од Скопската академија излезен е Елиф Елмас, кој што еве настапува, знаеме, за Лацио. Од нашава академија, од Прилеп, Дарко Ангелески е капитен на Силекс, потоа Лука Трајковски, Марио Дебрешлиовски, Филип Димовски, Марио Наумовски и уште многу други. Значи има кои што настапуваат во нашата лига, во втора лига, во прва лига, и с незадоволни досега од тие деца кои што ги имаме ние како производ наш и с негорди на тие деца. И во овие помлади генерации кои што сега еве во Победа настапуваат, и таму имаме 4-5 деца кои што сега настапуваат за Победа, го носат дресот. Значи имаме квалитет и се надевам дека и понатаму, ако се средат работите во фудбалскиот клуб Победа, ако се среди таа младинска школа, дека ќе имаме уште поголем квалитет, бидејќи ние можеме да донесеме деца од Кавадаречки, Неготинскиот крај, квалитетни деца, кои што можат да настапуваат за Победа. И во овие 2-3 години имавме такви деца, но немаше слух и немаше соработка да Победа ги земи тие деца да тренираат и да играат за Победа. Исто така морам и ова да го спомнам, дека децата кои што се од други региони, како од Кавадарци, Неготино, им е обезбеден бесплатен смештај во ученичкиот дом, со храна, спиење и исто така, може и Мендето покасно да каже, дека овие сите деца со успех над 4 имаат и стипендии и повеќето тие деца ги користат тие стипендии, така да навистина имаме предобри услови за децата. Кој дете сака да напредува и да стане фудбалер, има прекрасни услови. Професор, јас би ве запрашала во однос на тој образовен процес, напомена Тони дека има можност да се добијат стипендии. Колку е важно, вие како тим, како екипа која што раководи со оваа паралелка, во соработка со училиштето да побарате подобра соработка со фудбалските клубови, бидејќи регионов навистина е препон со фудбалски таленти, имаме и клубови кои што Победа онаква каква што е, сепак е во втора лига, Големо Коњари исто така е во втора лига, има голема желба за играње фудбал. Соработувате ли вие како институција со клубовите и на каков начин? Првен да се навратиме за наставната програма и наставните предмети што се одржува во гимназијата. Значи, кажав и претходно, тоа се општо образовни предмети, меѓу кои се македонски, математика, англиски, историја, биологија и така натаму.
Тие се општообразовни и имаме и наши предмети, како што кажавме, теоретски основи на фудбал, теорија фудбал, тренинг фудбал, биомеханика, психомоторика и некои други дисциплини како што е атлетика и така натаму. Сето тоа ние го работиме со децата и вложуваме напор и труд за да бидат успешни и функционални. Како што кажавме, децата во спортската академија можат да земаат и стипендија. Меѓутоа не е само стипендијата тука во прашање, туку и ако немаат 3,5 просек, од оној просек што е ученички од предметите, ние и ги дисквалификуваме од академијата. Значи мора да имат 3,5 просек за да преминат година, а ако добијаат и ако учат и дисциплинирани, и ако се и добри, и ако постигнат 4,0 просек, земаат и стипендија од државата. Затоа што ние, како што кажав, сме државно средно училиште Спортска академија Скопје. Ние не сме општинско училиште. Ние сме училиште формирано од државата за потенцијални деца, деца кои што се спремни, деца кои што се квалитетни и кои што треба да го представуваат градот и државата. Значи тоа беше некако направено за селекторите од државата, од нашава држава да се избираат деца по 2 по 3 од секој град и да си формираат своја репрезентација. Како што кажа Тони, репрезентација U16, U17 и така натаму. Значи децата земаат и стипендија ако се добри, како што кажав, ако не се дисквалификува. Исто така нели кажавме дека после завршувањето на секое школување, на нашево школување, децата можат да запишат на кој сакаат факултет. Како што ме прашавте соработката со другите клубови, ние имаме соработка со повеќе клубови низ градов. Фудбалската школа Тони, Перак и така натаму. Тие сите секогаш не излегле во пресред, меѓутоа, како што кажав, фудбалската школа или клубот Победа секогаш не биле во некое недоразбирање, што јас од секогаш се трудев, уште од кога сум вработен во академијата од 2015 година, уште од почетокот, дека нашата соработка со вакви деца кои што се талентирани, дека морат да играат за градот, например, еве, конкретно за фудбалскиот клуб Победа. Меѓутоа, со тоа што се случуваше, и Победа назадуваше и нашиот расадник едноставно се намалува. Па затоа и сме тука, ние да му објасниме, да му кажеме на сите дека ние не сме клуб фудбалски, дека ние сме деца кои што се грижат за училиште кои што се грижи за талентираните деца во градов и слободно може секој талентирано дете да дојде и да се запише во Спортската академија и да си напредува. Тоа беше и основната цел нели на формирањето на државното спортско училиште, за да се приберат сите талентирани деца, за да можат понатаму од нив, како што рековте и сами, да се формираат одредени селекции, да преминат во професионалци, како што еве го напоменавме и Елиф Елмас, еден од нив, кој што е навистина врвен професионалец. Ова значи дека продолжува мисијата на овие дисперзирани паралелки, но она што во градов ни се случува веќе подолго време е тоа што, за жал, Победа не е она што сакаме да биде. Има ли можност, има ли решение да се надмине овој проблем, каде го гледате решението? Бидејќи овие деца кои што ќе излезат од таа академија, сепак треба некаде да продолжат во некој клуб. За жал и тие помладите во младинските школи кои што ги има повеќе низ градов, понатаму нема каде да одат. Тоа е едно болно прашање кој што и мене најмногу ме боли, бидејќи најпоголемиот дел од фудбалската кариера е поминав таму и ова што се случува со Победа е навистина жално за овој град. Жално бидејќи на толку таленти, на толку фудбалери кои што ги имаме во градот да немаме клуб прва лига е, не можам јас да сватам кај се направи грешките, а имаше многу грешки и се надевам дека имавме разговори со градоначалникот и со луѓе кои што се од спортот во градот, дека во овој период ќе се случат некои работи и дека
ќе се постави на некоја основа здрава, за да се тргне од почеток и да се направи нешто за да овие деца останат во овој град. Бидејќи во овој период сега ние имаме проблем со оваа генерација 2011 деца кои што имаме околу 2-13 квалитетни деца, сите има веќе најдено ангажман во другите градови, во Скопје, Струмица и Битола и не знам каде. Значи 11-12 деца ни заминува од градот. Цела една екипа. Цела една екипа ни заминува поради тоа што победа нема основа. Значи таму сега работи еден човек, Кирил Везовски е таму, со сите, тоа не е ништо, значи за да биде еден клуб треба да има основа, да се постава работите. Се надевам дека со сегашниот градоначалник има разбирање и во овој период, мислам мај, јуни може и касно, треба да се реши овој проблем и да се почне од почеток еднаш за секогаш да се постават работите и за краток период од 2 години, 3 години да победа се врати таму каде што е местото. Јас сум оптимист и мислам дека мора да се најде решение за победа. Бидејќи ако остане ова вака како што е, нема иднина ни за овие деца, ни за наредни деца, а имаме генерации, бидејќи јас работам со мојата фудбалска школа и тука има уште 2-3 школи, Перак, Победа веќе школата, многу малце деца има многу квалитетни деца во перспектива зборувам. А баш като тоа што имаме, јас ги броев така околу 25-30 играчи кои што настапуваат во втора и прва лига лично од Прилеп. Значи играчи кои што моментално би можеле да играат комотно во прва лига во Прилеп. Тие ни се сите на страна, кој Битола, кој Скопје. И се надевам дека за една година, ако се биди како што треба, ако се постават работите на едно високо ниво, дека овие играчи сите ќе ги вратиме назад. Да, Прилеп има желба, има услови, има се, но треба да се реши проблемот во корен, за да може од нула да се почне, што би се рекло, на здрави нозе и на здрави основи. Она што за крај би рекла, јас исто така се надевам дека со новата генерација кои што ќе се запишат на овие во оваа дисперзирана паралелка за фудбал, тоа ќе значи и иднината за победа и дека ќе се поврзат сите тие фактори кои што треба да бидат поврзани за да може фудбалот да се врати во Прилеп и сите ние да бидеме задоволни од она што ќе го гледаме на терен, бидејќи победа е многу потребна на Прилеп. Точно така. Да се надеваме сите и јас исто така. Од образовниот кадар, од образовниот дел, и јас ја поддржувам сета ова работа и сакам нашите деца да бидат лидери во градот, да не носиме други деца од другите градови, пошто ги имаме овдека тие талентирани деца и да напредуваме и победа да оди напред и градов да оди напред и така. Сигурно. Со таа најава практично и би можеле да го привршиме разговорот, значи уште еднаш јас да напоменам 11 мај, теренот беше игралиштето. Игралиштето со вештачка трева, значи ние ги поминавме сите основни училишта и овие градови Неготино, Кавадарци во контакт со сите клубови. Имаме список на фудбалери кои што во понеделник, ако некој не бил во тој список, значи понеделник може слободно да дојде во 16:30 часот на теренот со вештачка трева и таму ќе биде собирот и селекцијата за нареднава учебна година. Само уште едно нешто да кажам, значи во ова 12 години морам да спомнам, бидејќи се работи во овие 12 години наш соработник и кој што придонесе многу за развој на академијата, тоа беше Николче. Да.
здравески. Со цело срце и душа тој помогна и се внесе во академијата и помогна многу, бидејќи навистина и беше влюбеник во фудбалот и наш еден од легендите на Да, и не напушти филепскиот млад и мислам дека остави еден голем трак и белег во фудбалската академија. Тоа е. Пак да речеме дека со надеж дека ќе има наследници на Николче Здравески, бидејќи рековме трагите ги оставаме сите во спортот или во различни сфери, но некој треба да продолжи. Затоа и оваа фудбалска академија треба да продолжи заради тоа што му треба наградот и на Македонија. Не случајно секогаш тоа и сите го знаат дека Прилеп е најфудбалскиот град. И така ќе остане. Да, ви благодариме уште еднаш за вашата соработка, секогаш сте со настаните и продолжете така да работите. Ние може би ќе ве посетиме на теренот таму, каде што ќе биде селекцијата, па доколку има можности ќе поразговараме и со тие што ќе се пријават од учениците, а и од тие кои што ќе бидат за селекција, се надевам дека и тие ќе бидат расположени за разговор. Благодарам. Ви благодариме и на учеството.